Ако местоположбата на општина Кочани и обдареноста со сончеви денови се идеален предуслов на инвестирање во фотоволтаични системи, како мощен доходовен бизнис во искористувањето на алтернативна енергија, тогаш нема да биде чудно ако за само неколку години или една деценија сончевата енергија замени солиден процент од сегашната потрошувачка на електрична енергија. Овие оптимистички предидувања произлегуваат од последната сесија на која стручњаци укажуваат што се добива доколку масовно почна да се градат фотоволтаични системи со помал или поголем капацитет. Впрочем, искуствата на поедини компании кои на своите покриви поставија панели кои можат да произведат 50, 100 или многу повеќе киловати струја, покажаа дека инвестицијата за релативно кус временски период е исплатлива и доходовна. Една од компаниите која сега гради фотоволтаична централа е виничката МАК Прогрес, на чија кровна конструкција веќе се поставуваат панели. Ако според стручњаците за инсталирање на 5 киловатна фотоволтаична централа, која е најпогодна за искористување на кровните конструкции на семејни куќи, се потребни околу 5000 евра, и ако вложените пари се исплатливи за 4-5 години, тогаш инвестирањето во даден период бесплатна енергија е повеќе од потребно и препорачливо. Секое семејство кога би инсталирало во Македонија еден одредена снага при 3 или 5 киловати, фактички сета енергија што ја користат после отплатата на опремата, која што нормално кошта некоја одредена сума на пари, која што инвестиција би се вратила за 3,5-4 години, после 4 години, значи енергијата која што ја имаат во својот дом би била бесплатна во наредните 40 или 50 години. Тоа сепак не е малку. Моментално пазарните цени во Македонија се за инсталирана моќ 1000 евра по киловат. Така да дискутираме од приека, значи за 5 киловати 5000 евра, како што кажав, тоа би било некоја повратна инвестиција за од приека 3,5-4 години према тарифата која што моментално владее во Македонија во приватниот сектор. За производството на алтернативна енергија е заинтересирана и државата, и тоа од неколку аспекти, како заштеди и намалување на увоз на класична електрична енергија, еколошки бенефити и слично. И сосема известно е дека таа, како и до сега, ќе субвенционира во изградбата на вакви централи, што значително ќе ги охрабри инвеститорите, како помалите, така и поголемите.